Добро, премиере, утрово на пресконференција одговоривте на прашањето за влегувањето на Алијанса на албанците во влада, но кои се оние 8 пратеници кои што ги навиви вашиот коалиционен партнер после лидерската средба кои што ги влегуваат во влада? Имаше пресконференција господинот Трајанов. Ке мора него да го прашате. Он веројатно има повеќе информации. Тој доаѓа од професија која што обично има повеќе информации, така да тоа е прашање за него. Ете што, прво изборот на шеф на обвинителството за организиран криминал беше направено врз основа на законот, кој што предвидува гласање на непосредни избори од страна на фелата, односно од страна на сите обвинители. Тој избор беше пред 2 дена. Сите обвинители можеа да го дадат својот глас за еден од кандидатите кои што беа кандидирани. Јас на оној кој што го избрале за свој шеф, го честитам изборот и се надевам дека ќе работи успешно согласно со законите во државата. Бидејќи Топанчевски денеска каже дека мора, не е лошо да се разгледуваат можноста за измени. Измени на било кој закон секогаш може да бидат предложени од страна на Министерството за правда или од страна на претениците во собранието и доколку постојат елементи кои што можат да бидат унапредени, јас секогаш тоа го поддржувам. Во изминатиот период го критикувавте Мицкости дека оди на средби со градоначалниците. Еве сега и вие сте на локални настани и исто така на настани кои што се поврзани со градоначалниците и локалната самоуправа. Јас никогаш не сум критикувал зошто оди на било која средба. Меѓутоа разликата е во тоа што јас прво доаѓам во посета на објект кој што го пуштаме и на вистина градоначалникот Костадинов и Министерството за труд и социјална политика и сите вработени овде имаат објект кој што е најдобар во државата и тоа направен по сите светски стандарди. Ова може да се спореди со било која западна европска држава во однос на условите кои што ги имаат и децата, и воспитувачите, и родителите нормално. Има една разлика, а тоа е дека прво ние овде промовираме проекти кои што се завршени или проекти кои што се во фаза на реализација. И тоа го правиме меѓу граѓаните, го правиме пред медиумите, го правиме во градовите каде што се направени тие проекти. А разликата е во тоа што ВМРО ДПМН тоа го правеше на почетокот во хотели и продолжува да го прави во хотели.